Повисоки плати и пензии да, но само ако вистински се исполнат, велат граѓаните пред камерата на Алфа во исчекување на подобра живеачка по изборите. Тие велат дека се разочарани од погубните политики од актуелната власт и бараат сериозна промена која ќе ги задоволи животните потреби. Па нормално дека е добро, секој покачување е добро. Помалку младите ќе бегаат од државата надвор. Треба се покачуваат, да е добро не е добро, али би било подобро се покачуваат. Треба да се покачуваат, али тоа да биде на база на доходот остварен во работните организации, било во државни или приватни. Тоа е добро. Треба да се покачат. Пошто навикнете измене покачување, мали се пензиите. Граѓаните се изгорени од предизборните ветувања што не им се исполнети. Не можеме да веруваме многу. До сега има многу пробашени ветувања што не скептици сме. Мислам дека секоја година само тоа се разговара, се покачува платата, ама не верувам дека ќе се покачи. Све ветуваат, ништо не прават. Лидерот на ВМРО ДПМН ги представи мерките кои се дел од предизборната програма на партијата. 25% повисока просечна плата и за 20% повисока просечна пензија е реално ветување според Христијан Мицкоски, а една од главните обврски на владата под негова капа е намалување на невработеноста под 10%. Се обврзуваме за обнова која ќе донесе невработеност под 10%. Едноцифрена невработеност. Повеќе работни места, повеќе стрекни лица, повеќе работа за младите. Опозицијата порачува дека сите понудени проценти се вистински возможни и ги базирале на сите нивни досегашни предвидувања и остварувања имајќи ги во предвид долгогодишното владење на ВМРО ДПМН. Па од тука произлегуваат и заложбите за 90% од планираните капитални проекти, како и раст на економијата од минимум 4%. Ако ја добие довербата од граѓаните, лидерот на ВМРО ДПМН најави повеќе пари за бизнисот, но и за граѓаните. Рече дека конечно ќе се напушти концептот на прогресивен и ќе се воведе рамен данок до 8%. Ветувањата и остварувањата на минатата власт се јавно достапни. Тогаш остварувањата биле и поголеми во проценти, но сегашната понуда на опозицијата се креира имајќи ја предвид стагнацијата на економските параметри во последните години од новата власт. Колку за подсетување во изборната програма на ВМРО ДПМН од 2011 според податоците истата е исполнета. Од 2011 до 2014 година стапката на невработеност беше намалена од 38 на 31,8% во 2011 и на 30,6% во 2012, за да се сруши психолошката бариера од 30% во 2013 и да се намали на 28,7% кон крајот на 2014. Во тој период беа креирани 116.155 нови работни места. Реалните проекти кои им беа ветени пред граѓаните беа исполнети и мандатот предходно. Од вкупно 1428 проекти во периодот од 2006 до првата половина на 2011, владата на ВМРО ДПМН реализирала вкупно 1165. Целосно биле остварени 83% од проектите, а заедно со актуелните сочинувале 98% од тоа што партијата јавно ветила дека ќе оствари во текот на своето управување со државата. Мицкоски во последното обраќање рече дека предизвикот е голем. Проблемите се многубројни, но со домаќинско работење сите идеи и планови може да станат реалност, па така младите наместо да заминуваат, својата иднина ќе ја градат во сопствената земја.